Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување посветено на Старозаветната книга Изреки. Претходниот пат размислувавме за мудроста и незиниот повик кон сите луѓе. Таа не повикува да дојдеме во незиното школо и да примиме совет од неа. Слушнете што пишува во Изреки 8, 8 до 9. Сите зборови на устата моја се справедливи. Во нив нема ни подмолност, ни лукавство. Сите тие се јасни за разумниот и справедливи за оние што се здобиле со знаење. Некои луѓе велат дека во Библијата има многу грешки и текстови кои се контрадикторни едни на други. Имам прочитано неколку книги на оваа тема и сваќам како на оние кои не ја прочитале Библијата, може да им изгледа дека таа е полна со грешки. Но вистинскиот проблем не е во Библијата, туку во начинот на кој ја читаме и разбираме. Проблемот не е во Божиот збор, туку во срцата и во умовите на луѓето. Сум слушнал како некои луѓе велат, во Библијата има неколку грешки од интелектуална и научна гледна точка, и затоа сметам дека не можеме да ја веруваме. Но тоа не е вистина. Библијата е Божји збор, и како таков, таа е веродостојна. Кога зборувам на оваа тема, често користам цитат од Новиот Завет, со цел да објаснам дека вистинскиот проблем не е во Божјото откровение, туку во самите нас. Слушнете што пишува во второто послание до Коринтијаните 2, 13 и 14. А не како Мојсей што ставаше превез на лицето свое за да не можат синовите Израелови да го видат на крајот минливото. Но умовите нивни заслепеа, бидејќи и до ден денес, кога се чита Стариот Завет, им стои истиот превез, зашто само Христос го симнува. Павле вели дека умовите на израелците беа заслепени, односно, дека имаа превес на нивните срца, поради кој не можеа да ја видат Божјата откриена слава. Некој можеби ќе рече, па ако нивните умови беа заслепени, можеби тоа не е нивна вина, и тие не требаше да бидат одговорни за нивната духовна состојба. Токму тоа го тврдат некои луѓе денес и во однос на Библијата. Тие велат, имам превес преку очите на моето срце, затоа не го разбирам Светото Писмо. Но немојте да мислите дека таквите ќе се извлечат со своите изговори. Бидејќи во Христос и поради Христос, превезите на нашите срца можат да бидат отстранети и да имаме можност и привилегија да го спознаеме Писмото. Ке ги прочитам следните неколку стихови од посланието до Коринтијаните. Па така, и до ден денес, кога се чита Мојсей, превезот им стои на нивното срце. Но кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува. А Господ е Духот, а каде што е Духот Господов, таму има слобода. Како што можете да забележите, апостолот Павле јасно кажува дека превезот е симнат на срцето на секој човек кој се обраќа при Господ Исус Христос. Причината зашто ги кажувам овие нешта е да ви помогнам да сватите дека во Библијата нема никакви грешки и проблеми. Проблемот е во нас, бидејќи не сакаме да се обратиме кон Господ и да го оставиме гревот. Има нешта во вашиот живот кои не сакате да ги смените, и затоа ви е тешко да ја разберете Библијата. Ако се понизите и го отворите своето срце за дејствувањето на Светиот Дух, малку по малку ќе почнете да го разбирате Светото Писмо. Само оние кои ќе се обратат кон Господ Исус, ќе искусат што значи да се биде симнат превезот од нивните срца. Пред некое време прочитав еден едноставен, но многу интересен цитат од христијанин кој живеел во средниот век. Тој изјавил: имав многу проблеми во животот, се додека не дојдов кај Христос. Главниот проблем на човекот во однос на Бог не е интелектуален. Проблемот е тоа што не сака целосно да му се предаде на Бог. Ако дојдете кај Христос, ако поверувате во Евангелието, превезот на вашето срце ќе биде симнат и вие ќе бидете ослободени од силата и казната за гревот. Тоа е причината поради која речиси цел живот го посветив во проучување и проповедање на Библијата. Убеден сум дека Библијата има сила да менува животи. Тоа сум го доживеал на своја кожа, а го имам видено и во животите на многу други луѓе. Се што треба да направите е да признаете дека имате потреба од промена
и да му дозволите на Бог да ве менува преку вистините од писмото и дејството на Светиот Дух. Моето искуство ми кажува дека има голем број луѓе кои сакаат да слушаат поуки од Божиот збор. Таквите ја сваќаат силата на зборовите запишани во Библијата. Од друга страна, сум сретнал и многумина кои слушаат поуки од Библијата и нивниот вокабулар звучи многу христијански, а сепак се лицемери кои само глумат дека се верници. На почетокот бев изненаден од таквите луѓе, но со тек на време сватив дека има луѓе кои вистински ја ценат Библијата и такви кои ја ценат и почитуваат, но само со устата. Некој можеби ќе рече, зошто тогаш не си построг кон лицемерите? Мојот одговор е, бидејќи оставам на Бог да се справи со нив. Бог е жив и активен и многу често сум бил сведок на тоа како неговата сила менува поединци, семејства, па дури и цели цркви. Бев сведок и на ситуации во кои поединци беа редовни во црква и слушаа библиски поуки, а сепак заглавија во гревови со многу сериозни последици. Од денешна перспектива ми е јасно дека тие повеќе го сакаа гревот, отколку Господ. Така што, сакам да знаете дека секој од вас ќе треба да одлучи што ќе направи со зборовите од Библијата кои ги слушате преку овие поуки. Можете да се подчините на Божиот збор или да му се спротивставите. Но исто така сакам да знаете дека без разлика што ќе одлучите, вие ќе морате да се соочите со последиците од своите одлуки. Ако тргнете по патот на мудроста, ќе ги вкусите нејзините плодови. Ако тргнете по патот на безумноста, ќе ги вкусите нејзините плодови. Слушнете што пишува во стиховите 10 и 11. Примете го учењето мое, а не сребро, подобро знаење, отколку најдоброто злато. Зашто мудроста е подобро од бисер, и ништо од она што е скапоцено не може да се спореди со неа. Сетете се што рече Господ Исус Христос во проповедта на гората. Во Матеј 6:33 пишува: Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. Библијата ни вели дека пред се треба да го бараме тоа што му е угодно на Бог, бидејќи тие нешта се највредни во животот. Стих 12. Јас, мудроста, живеам со разумот и барам расудувачко знаење. Како што спомнав во претходните епизоди, Библијата многу јасно не учи дека мудроста е личност и нејзиното име е Исус Христос. Стих 13. Стравот Господов го мрази злото. Ја мрази гордоста и високомерноста, лошиот пат и подмолната уста. Како можете да препознаете дали некој живее мудро? Овој стих ни вели дека оние кои имаат мудрост, исто така имаат и страв од Господ. А стравот Господов подразбира мразење на злото, гордоста, високомерноста, лошиот пат и подмолната уста и сите останати гревови. Со други зборови, тоа значи дека секој кој е мудар ќе ги мрази нештата што Бог ги мрази и ќе се држи подалеку од нив. Стихови 10 до 14. Мои се советот и правдата. Јас сум разум, во мене е силата, преку мене цареви царуваат и заповедници правда озаконуваат, преку мене началници управуваат и големци и сите судии земни. Во псалмите има еден стих во кој пишува дека Севишниот Бог владее врз царствата на луѓето и постапува со нив според неговата волја. Во книгата на Даниел се повторува тој цитат. Ова е прекрасно. Бог владее над сите царства, односно над сите држави во светот. Без разлика кој е председател или премиер во некоја држава. Бог е семоќниот владетел на таа земја. Дури и тогаш кога има војни и закани за војни во светот, Бог ја има контролата над се и се содействува и се одвива според неговиот план. Стих 17. Ги сакам оние што мене ме сакаат, и кои ме бараат, ќе ме најдат. Верувам дека и самиот Соломон од лично искуство можеше да ја потврди вистинитоста на овој стих. Тој побара мудрост од Бог, и Бог не само што му даде мудрост, туку заедно со мудроста му даде и многу богатство. Царот Соломон научи да ја сака и цени мудроста уште од мали нозе. Убеден сум дека потребата за мудрост денес е поголема од кога било во историјата на човештвото. Каде и да се свртиме, како по улиците, така и на медиумите, гледаме луѓе кои безгрижно чекорат по патот на безумието. Ако се наоѓате на патот на безумието, сакам да знаете дека може да се промените.
Се што треба да направите е да одлучите да го читате Божиот збор и да постапувате според Божиот збор. Немојте да чекате. Почнете денес. Читајте ја Библијата и таму ќе ја најдете мудроста. Побарајте од Светиот Дух да ви даде разбирање за Библијата и сила да го примените тоа што е запишано во неа. Стихови 18 и 19. Во мене се богатството и славата, богатата ризница и правдата. Плодовите мои се подобри од злато и од најчисто злато, и користа од мене е повеќе отколку од најчисто сребро. Пронаоѓањето на мудроста е поважно од се во животот, а самата таа вели дека кога ќе ја пронајдеме, заедно со неа ќе добиеме и многу други духовни благослови. Јас одам по патот на правдата, по патеките на правосудството, за да им доставувам вистинско добро на оние што ме сакаат. Нивните ризници ги полнам. Не само во Стариот, туку и во Новиот Завет читаме дека оние кои искрено трагаат по Бог и сакаат да одат по неговиот пат, ќе бидат благословени со голем број духовни дарови. Ако ја барате мудроста, не само што ќе ја најдете, туку таа ќе ги наполни вашите духовни ризници. Стихови 22 и 23. Господ ме создаде за почеток на својот пат. Пред сите своји творби. Ме создаде уште од вечноста, во почетокот, пред да ја создаде земјата. Овие зборови можат да се толкуваат и како слика на Господ Исус Христос. Во Евангелието според Јован 1:1-2 пишува: Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Патем, сакам да знаете дека кога станува збор за Господ Исус Христос, правоверното христијанско верување е дека тој нема почеток ниту крај, односно не е создаден. Тој има иста божествена природа како и Бог Отецот. Во Јован се вели дека се беше создадено во него и преку него. Христос е создател, а не создание. Во Евангелието според Матеј 11:27 пишува: Се ми е предадено од мојот татко. И никој не го познава синот, освен таткото, ниту некој го познава таткото, освен синот, и оној кому синот сака да му открие. Не можете да го спознаете Бог Отецот, освен преку Бог Синот. Но не можете да го спознаете и Бог Синот, доколку ја немате помошта на Бог Светиот Дух кој е пратен тука на земјата. Светиот Дух е тој кој им дава разбирање на нашите срца, за да можат да ја сватат вистината што е запишана во Светото Писмо. Тој е оној кој ни помага да поверуваме во Господ Исус Христос и да го наследиме вечниот живот. Со други зборови, тоа значи дека Светиот Дух е нашиот најважен партнер во потрага по мудроста. Тој го знае патот што води до мудроста, односно патот до Господ Исус Христос. Јас сум се родила кога уште немало бездни, кога уште не постоеле извори, изобилни со вода. Јас сум се родила пред да бидат втемелени горите, пред ридовите, кога Господ уште не беше ја создал земјата, ни полињата, ниту првите прашинки на вселената. Во Евангелието според Јован 1:3 пишува: Се стана преку него, и без него ништо не стана од она што постана. Зошто зборуваме за Бог Отецот, за Господ Исус Христос и за Светиот Дух? Бидејќи Бог е тројство, Отец, Син и Свет Дух. Не знам колку на почетокот од светот на луѓето им беше позната оваа вистина, но стана особено јасна со доаѓањето на Господ Исус Христос на земјата и потоа со спуштањето на Светиот Дух. Тоа е една од најголемите мистерии на христијанската вера. Идејата дека Бог е еден, а сепак е тројство. Многумина низ историјата се обиделе да го објаснат тројството, но нивните обиди не завршиле со успех. А причината зошто ни е тешко да го разбереме тројството е бидејќи ние не постоиме на ист начин како Бог. Но и покрај тоа што не можеме да го објасниме, сепак можеме да веруваме во него, со надеж дека еден ден кога ќе бидеме во неговото присуство, нештата ќе бидат појасни. Кога тој го оформуваше небото, јас бев со него. Кога го поставуваше хоризонтот над бездната, кога ги утврдуваше облаците во висините, кога ги зацврстуваше изворите на бездната, кога ги поставуваше границите на морето, за да не ги преминуваат водите неговите брегови, кога ги полнеше основите на земјата. Колку сликовит опис на создавањето. Мудроста вели: Бог е оној кој ги постави границите на морето и тоа не ги преминува. Кога Бог го создаде светот,
Тој го создаде на таков начин што функционира според одредени закони. И јас бев кај него кога создаваше. И се радував секој ден, веселејки се пред лицето негово за сето време, веселејки се на неговиот земен круг. А потоа, радоста моја беше со синовите човечки. Се што постои поради Господ Исус Христос. Во Евангелието според Јован пишува дека се беше создадено преку него. Преку него, Отецот создаде се што постои, видливо и невидливо. Господ Исус Христос не е создание, туку создател. Ова се прекрасни вистини откриени за Исус Христос уште во Стариот Завет. И така, синко, сега послушајме. Блажени се оние што ги пазат моите патишта. Послушај поуката, бидете мудри и не отстапувајте од неа. Мудроста има име, Христос. Секој кој верува во него е мудар. Блажен е оној човек кој ме слуша, станувајќи бодар секој ден кај портите мои и стоејќи на стража при вратата моја. Зашто? Кој ме нашол мене, нашол живот и ќе добие благодат од Господ. А кој греши против мене, нанесува штета на душата своја. Сите што ме мразат мене, ја сакаат смртта. Секој кој го мрази Христос ја сака смртта. Кој го сака Христос, ја мрази смртта. Следниот пат ќе продолжиме да размислуваме за мудроста, односно за Христос. Дотогаш, ве охрабрувам да размислувате за овие нешта кои ги кажав денес и да ги примените. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.